А во продолжение во Македонија наутро и редовната рубрика во среда Мое здравје. Велам добро утро за професор доктор Андреј Петров, специјалист по дерматовенерологија. Професоре, докторе, добре ни дојдовте. Ќе отвориме една тема за која што во овој период од годината треба се повеќе и повеќе да се зборува. Ќе ги опфатиме бемките кога е потребна консултација со дерматолог. Сончевите зраци викендов не изненадија после времето кое што го имавме со дождови и пониски температури и некако како да се опуштивме веднаш се сончаме покрај реките, покрај езерата без заштитни фактори. Треба ли од сега да почнеме да ја подготвуваме кожата за лето или сонцето е опасно само во јули и во август? Тоа е добро што не изненадија сончевите зраци после подолг период на продолжена зима. Јас не памтам кога толку долго траела зимата, меѓутоа вие сте во право со прашањето што го поставувате, практично одговорот мора кожата да ја заштитиме, заради тоа што сонцето не е опасно само во јуни, јули и во август, туку таа вкупна доза на ултравиолетово зрачење од сонцето која ја напаѓа кожата, на некој начин предизвикува не само акутни последици, изгореници на кожата, туку предизвикува и хронични последици на кожата, од кои најсериозен секако е ракот на кожа, кој денес е докажано од Светска здравствена организација дека е ставен, класифициран сонцето, ултравиолетовите зраци од сонцето како канцерогени. И тука нема дилеми дека кожата треба да се заштитува, дека таа треба да се припреми за агресивното дејство на сонцето кое ќе следи, да се користи максимално сонцето, на сите нива и во прилозите што ги гледавме на сосема е друг амбиентот, кога има сонце, кога е се зелено надвор, кога се дрвата расцветени, психолошки не делува тоа подобро, да го консумираме максимално, меѓутоа да се заштитиме, тоа е она што треба да го направиме. Заштитен фактор, кремови со заштитен фактор за сонце, пред да се излезе некој голем проблем, да се намачкате на отворените делови на телото со крем со заштитен фактор за сонце пред да излезете. Тоа е нешто што мислам дека секој граѓанин може да го направи. А кога се во прашање бемките пред почетокот на летото, ако прашам дали треба да се консултира дерматолог, сигурно би ме искарале доколку сум ваш пациент. Тоа треба да се подразбира дека е тоа колку имаме навика тоа да го правиме. Ние за да ги подобриме навиките, еве ние во нашата болница во Аџи Бадем Систина секој во мај еден ден во мај го посветуваме на борбата против рак на кожата како кампања. Оваа година некаде мислам на 14 мај во сабота ќе имаме бесплатни прегледи кои ќе ги правиме за луѓето за проверка на бемки. Така. Што сакаме со тоа да покажеме, тоа е европска месец за борба против ракот на најопасниот рак на кожа, меланомот. Се одвива во цела Европа и сите здравствени институции и државни и приватни се приклучуваат на тоа за да ја зголемат здравствената свест околу она што вие го прашувате, проверка на бемките на кожата. Зошто? Заради тоа што не за тоа што само бемките сами по себе не се опасни. Меѓутоа, она што треба да се знае дека можеби некојаш некоја бемка нема да биде препознаена и во суштина не се работи за бемка, туку се работи за некој почетен стадиум на меланом, на најопасниот тумор на кожата, на ракот на кожа, кој е најчеста причина за смрт од кожни болести и заради тоа треба да се проверуваме. Колку често и кога, во кој период, нема некое правило во врска со периодот што ме прашувате, може да биде во било кој период од годината, така? Но наш совет на дерматолошката, на струката на кожни доктори е да тоа се прави минимум еднаш годишно со клинички преглед, а ако има потреба да се направи така наречениот дермоскопски преглед, има едни апарати, некаде се тие пософистицирани, дигитални како кај нас, некаде се обични, меѓутоа и тие вршат работа, дури и во обичните ординации каде што си работат доктори, тие се исто така многу добри, може да се прегледаат бемките со посебен апарат кај што ќе се види дали се во ред или не се во ред. Така. Како да ги заштитиме бемките во лето? Бидејќи навистина нема луѓе кои што можеме да кажеме дека не се изложени на тој ризик. Сите сме изложени на ризики. Најголем процент од нас и навистина не внимаваме. Мора да си признаеме како луѓе. Како да ги заштитиме? Ние мора да користиме сите заштитен фактор за сонце. Европската унија има регулатива своја во која во секој крем кој вообичаено е почесто го користат дамите во разни козметики, 20 фактор е нешто што е задолжително. Не може да произведете крем во Европска унија без натре да има заштитен фактор 20 за кожа. Меѓутоа 20 не е доволно за особено за сред лето и особено за Скопје
и за Македонија, бидејќи ние не сме Норвешка, не сме Шведска, имаме поголем број на сончеви денови, многу поинтензивно е сонцето, подиректно удира, ефектите врз кожата се посилни и заради тоа потребно е тука да се користи фактор 50. Фактор 50 кој често пати пациентите, особено дамите поубавиот дел од популацијата, ќе кажат да зошто да користиме, докторе, толку јаки фактори за сонце, сакаме да имаме малку тен, малку да бидеме потемнети. И со 50 фактор за сонце ќе имаат тен. Значи кожата постепено ќе темнее. Меѓутоа тој ги блокира штетните ултравиолетови зраци во 96%, така да оштетувањата што се прават на кожата ќе бидат минимални и тоа е многу важно за да се превенира да се за бемките што вие велите, меѓутоа тоа е основниот начин на заштита, има се разбира и друг начин на заштита, а тоа е да се носи одреден тип на облека, да се дел покријат ако има некои високоризични со бели памучни мајци, светла боја на облеката, кај луѓе што имаат голем број бемки на лицето и на луѓе кои се келави без коса, да се користи шешир која заштитува и главата. И исто така, трета работа која треба да се знае, ако има некоја сомнителна бемка, таа треба хируршки да се отстрани, да се оперира. Тоа врежано правило кај нас, особено на Балкан, од бабите што сме го чуле, немој да рчкаш таа бемка зашто може да настане не знам што, тоа е погрешно. Тоа е догма и тоа треба да не се слуша. Ако е нешто доктор кажал дека дерматолог дека е нешто сомнително и дека треба да се извади, треба да се извади затоа што денес се докажано дека самата хируршка интервенција не може да предизвика. Споменуваме заштитен фактор 50, меѓутоа да не ги заборавиме маслата за сончење кои што имаат дури фактор под 10, а кои што се користат се поинтензивно во последниве години, но и претераното користење на солариуми исто така, кое што се оправдува со приказната дека да одам на плажа, да не ми изгори кожата, одам на солариум, пред тоа за да ја подготвам кожата. Колку е тоа правилно? Тоа е катастрофална грешка. Јас сум жесток противник на солариумите, заради тоа што во најголем дел од држави тие се забранети. Да речеме, ќе ја земам Америка, најголем дел од федералните држави во Америка се забранети. А таму кај што се дозволени во некои федерални држави во Америка, таму се така ригорозни критериумите, се разбира дека нивото на целиот систем кај нас не е на нивото на Америка, за да може тоа да се секоја година да се контролира, ригорозни инспекции, да се види како се користат, кој ги користи, по чиј стручен надзор ги користи. Затоа и тие во најголем дел од државите ги забраниле за употреба. Зошто? Заради тоа што докажано е дека ефектот, канцерогениот ефект на ултравиолетовите зраци во солариумите е 24 пати посилен отколку на директната сончева светлина. Така да еден час во солариум што ќе го поминете, поштетното дејство, не покорисното, таму нема корисно дејство, тоа ја пржи кожата, поштетното дејство е како 24 сати да сте седеле на најако сонце изложени. Без никаков фактор. Без никаков фактор и тоа е нешто што е огромен ризик за здравјето, особено луѓе со светла кожа, светли очи, да се решаваат на такви работи е огромен ризик, бидејќи не само меланомот, сите карциноми на кожата од различни типови, од епително потекло, се резултат подоцна на таа агресивно континуирано изложена на сончева вештачка сончева светлина. Заради тоа мој совет вака до вашите гледачи и до нашите сограѓани, па и бидејќи ве гледаат во сите градови во државата, е да се оди на сонце, ама да се оди со заштитен фактор за сонце, да се користи природното сонце, затоа што ништо што е вештачки не е подобро од тоа што е природно, и да се избегнува најакото сонце во периодите кога од 12 до 3-4 часот кога е екстремно силно сонцето, така? Да се оди во утринските часови и во попладневните часови, да се користат оние мешани сенки, сонце сенка, каде што и ќе бидете заштитени, а во исто време сонцето ќе има свој ефект. Значи да се украде максимумот корисниот ефект од сонцето, а да се спречи да штетните ефекти на сонцето делуваат врз кожата, ама и врз другите, и врз организмот генерално, значи не е само кожата. Така.
И да резимираме и заокружиме темата со едно од поважните прашања, кога бемката станува опасна по здравието и кога да сватиме дека е потребна консултација со доктор, со дерматовенеролог. Да, тоа е за разлика од другите органи на човечкото тело, кај кожата имаме една предност, сите како личности можеме да ја видиме кожата. Речеме, за желудник да видиме, потребно е ендоскопски преглед да одиме на доктор и да ни направи. Меѓутоа за кожата можеме да се видиме, да видиме што се промените, да се видиме во огледало. Кај кожата кај бемките има едно правило, бемките кои се вуат на кожата, тоа се нарекува ABCD правило. И тоа се кратенки акроними, значи првите букви од англиски зборови, што означуваат асиметрија, Б, значи граници, бордер, С, боја, калар, и Д, метар, значи големината. Ако било кој од овие 4, А, Б, С, Д, видиме дека одстапува од она што претходно сме го имале. Да речеме, ја сменила бојата бемката, или почнала да крвари, или пораснала ненормално многу. Била, не знам, 1 сантиметар, наеднаш ја гледаме дека е 1,5 сантиметар за кратко време. Или ако видиме дека ја менува бојата во самата бемка, станува, не мора само да биде да потемнува, може и да побелува во дел бемката, да исчезнува пигментот. Ако видиме дека границите стануваат нејасни, сето тоа се доволни докази, доволни, да кажам, аргументи да се отиде на дерматолог, а таму покрај клиничкиот преглед, кој исто така се потпира на ова ABCD правило, постои метода која се нарекува дермоскопија, кај која може со еден посебен апарат, со зголемување некаде и до 100 пати, да се види каква е структурата на пигментната мрежа внатре. И врз база на тоа да се даде проценка што да се прави. Дали е нешто што е безопасно, дали е нешто што треба да се следи, дали е нешто што треба да се оперира, тоа ќе го препорача докторот. И она што го спомнав и на самиот почеток, наш совет е кај луѓе со голем број на бемки, со така наречениот multiple nevus синдром, да се јавуваат минимум еднаш годишно на преглед на дерматолог. Така. Благодарам, докторе, за овој убав разговор и за практичните совети кои што ги дадовме на нашите гледачи и наши сограѓани во врска со навистина оваа важна тема за која што ќе се согласите со мене, не треба да зборуваме само пред почетокот на летото, туку треба да зборува 365 дена во годината, бидејќи навистина станува збор за не да Боже сложени компликации и последици по здравието кои што може да настанат доколку не ги третираме на време овие работи. Сосема се управо, така е. Тоа е. Да подсетиме што еднаш на 14 мај беше кампањата. На 14 мај ние ќе имаме бесплатни прегледи кои ќе ги овозможи стотина граѓани, толку можеме во еден ден да офатиме, со кои се вклучуваме како клиничка болница Аџибадем Систина во борбата против меланомот, најопасниот рак на кожата, во една кампања која е европска кампања. Така, благодарам уште еднаш за гостувањето и за овој пријатен и едукативен разговор.